човек може да се праша дали оние кои не се наоѓаат во химната се наоѓаат можеби во оваа песна. Добар ден, Македонија! 74-ти, ако престанавте да броите, јас водам евиденција, да знаете. Некој да ми кажеше на првиот ден дека ќе броиме 74-ти и дека имаме енергија, сила, волја, мотив за понатака. Може би, ќе му се насмеевте. Ама еве, сонцето на слободата ни се насмеевнува и на овој 74-ти ден. Денес ќе бидам пократок од вчера, барем така ми е планот. На почеток, кога сме кај химната и препознавање во песни, една важна работа заборавив да прашам вчера, верувам дека ве интересира сите. Дали оние кои не се препознаваат во химната, се препознаваат во моделот на вработување по партиски клуч наречен Нише врата земе плата? Дали оние кои се чувствуваат веројатно малку лошо бидејќи химната на Република Македонија не го одразувала карактерот на земјата како што тие го осеќаат, како се чувствуваат кога под истата химна ќе подпишуваат тендери и договори за јавни набавки? Како се чувствуваат оние кои не се пренаоѓаат во знамето на Република Македонија, во химната на Република Македонија, кога стануваат министри па милионери, веројатно по истиот редослед? Дали ознаките на оваа земја не им пречеле во нивниот раст и развој, како политичари и како богаташи? Тоа се работи кои што секој од нас има легитимно право да им ги постави. Или да им го даде одговорот, ако не сакаат да одговорат, еден ден на избори. Да не мислите дека е безнадежна ситуацијата. Избори ќе има. Може би и побрзо од колку што се надеваме. Во дневниот билтен, во ревносното следење на активностите на македонските политичари, особено на оние кои што на незаконски начин сакаат да станат функционери или институции, имаме неколку нови моменти околу господинот Талат Џафери. Имено тој господинот Талат Џафери, слушајте добро, изрази надеж Џафери дека со неговиот избор, конституирањето на собранието и наскоро изборот на нова влада, државата ќе се вратила на својот пат кон води до создавање функционална држава. Тоа го вели човек кој што е избран кршејќи десетици одредби од Законот за собрание, од Деловникот за работа и од Уставот на Република Македонија. Значи, кршејќи го Уставот, ние градиме функционална држава. Може ли нему е чудно, бидејќи своевремено неговиот животен пат од терорист денеска некои го квалификуваат како борец за мир и гарантор на мирот. Она што тој го заборавил е дека во процесот на помирување, кога сме го прифатиле да стане дел од политичката сцена на Република Македонија, тоа не значи дека 16 години подоцна ќе даде ваква изјава и некој ќе му поверува. На неговиот повик за создавање повторно функционална држава веднаш се озваа од Беса. Беса рекла дека чекаат нов мандатар, односно председателот Иванов да го доделел мандатот на Зоран Заев и потоа ќе преговарале со СДСМ, при што не заборавија да подседат во рамки на нивните напори за создавање функционална држава и за подобрување на мултиетничката кохезивност, како што сакаат да кажат од ДУИ, од Беса не заборавија да кажат дека во тие преговори секако ќе влезе она што тие го бараат, редефинирање на Република Македонија.
се гледа сета добра волја за соживот и за разбирање со останатите етникуми кои живеат во оваа земја надвор од нивните замислени и непребројани 25,17%. Барање за редефинирање на оваа земја како фикс услов за влез во новата влада на господинот Зоран Заев, за кој што тиранската платформа веројатно се уште не постои. Тоа ни го кажува нам. Ако иде во Тирана и го прашат, ќе рече да, како не постои, како што во Бугарија и во Србија и секаде каде што оди зборува она што другите мисли дека другите сакаат да го слушнат. Знаете како е во Македонија денеска? Не сме 67, многу повеќе сме, меѓутоа ова што го говориме, ако за 5 минути не ни го признаат од пар амбасади, се уште не важи. Ама еден ден ќе важи. Повторно кај господинот нелегален Талат Џафери. Вели, во неговото, така го нарече, прво обраќање до јавноста на некоја си конференција со некој си граѓански сектор, кој што очигледно не сме ние, вели, наша обврска како собраниско мнозинство е да работиме на враќање на принципите на парламентарната демократија. Не сум сигурен дали го викнале на конференција или го викнале на стендап шоу вицеви да кажува. Меѓутоа, нема поголем виц од ова кажано од човекот, избран со кршење на устав, дека тој ќе работел на принципите, на враќање на принципите на парламентарната демократија, при што додава дека успехот во таа негова битка за враќање на парламентарната демократија зависел од сите 120 пратеници. Меѓу тие 120 пратеници има едно 60 на пратеници кои што воопшто не им даде шанса за збор. Тој, односно Горан Мисовски, како заменик председавач на седницата. Чест која на Мисовски му ја дал само прогласениот председавач Ферид Мухич. И сега, откако се обидоја да легализираат дивоградба, наречена Талат Џафери председател на собрание, сега се сетија на сите 120 пратеници. Иако може би дел од тие 120 пратеници внатре не се сетија што треба да прават кога се пееше албанската химна или кога се правеше обидот за државен удар, има време да се сетат и да покажат дека се свестили и знаат што треба да се прави. А тоа не е да му одговараат на повиците на овој кој сега ги прозива, а на 27 април ги третираше како отпадоци внатре.